Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Македонската млада фудбалска репрезентација со победата против Бугарија ја однесе на второто место на вечната листа со најдолга серија без загубен надпревар. Фудбалерите до 21 година го забележаа 13-тиот надпревар без пораз и успеа да се најдат на второто место на вечната листа на селекции во оваа категорија кои не загубиле ниту еден меч во серија. Повеќе од Македонија има само селекцијата на Португалија која е противник на нашите младенци во групата Б на Европското првенство во Полска. Португалците има 19 дуели без пораз. Серијата на Македонија почна по поразот од Исланд на 11 јуни во 2015 година во квалификациите за Европското првенство. Тој пораз практично беше и единствен во квалификациите, така што тука работите тргна на добро. Серијата почна на 5 септември во 2015 година кога Македонија ја совлада Украина во Скопје со 1-0 и најави големи успеси. Потоа следува победи во квалификациите за Европското првенство против Северна Ирска, Украина, Шкотска, повторно Северна Ирска и повторно Шкотска, но и на пријателските дуели против Австралија, Црна Гора и Бугарија. Во меѓувреме имаше и неколку нерешени дуели против Франција на 2 пати и еднаш со Исланд во квалификациите, а имаше и реми на пријателскиот дуел против Белорусија на домашен терен. За сега нема најава за контрола пред Европското првенство во Полска, последниот меч за продолжување на оваа серија ќе биде на самиот шампионат. Првиот меч Македонија го игра против Шпанија на 17 јуни. Реал Мадрид го подпишува спонзорскиот договор со телекомуникацијската компанија Телефоника, а истиот ќе биде своевиден рекорд во фудбалската историја. Договорот е на 2 години, а кралскиот клуб ќе добие 100 милиони евра. Никој не добил толку многу пари од една компанија за телекомуникации во историјата на Примера. Кралскиот клуб има веќе неколку рекордни маркетинг договори, но го загуби првото место по приходи, бидејќи и без Лигата на шампионите во 2016 година тоа место му припаѓа на Манчестер Юнајтед. На АТП тенискиот мастерс во Мајами позната е првата полуфинална двојка кај мажите. Фабио Фонини и Рафа Надал ќе играат меѓусебно таму. Двајцата тенисери во четвртфиналето славеа во 2 сета против Кеј Нишикори и Џек Сок. Италијанецот Фонини, 40 на АТП листата, природи изненадување со елиминацијата на третиот носител Нишикори. Фонини победи во 2 сета со 6-4-6-2 за 69 минути игра. Надал без поголеми проблеми го елиминираше домашниот тенисер Џек Сок со 2-0, 6-2 и 6-3. Втората полуфинална двојка ќе биде позната вечерва кога ќе се одиграат четвртфиналните дуели помеѓу Роџер Федерер и Томаш Бердих, односно Александар Зверев и Ник Киргиос. Во НБА лигата се одиграат 10 средби. Расел Весбрук забележа нов трипл-дабл во најмногу постигнати поени во историјата на лигата. Оклахома, предводена од Весбрук, се врати од негативот од 21 поени и победи со 114-106. Весбрук блескаше со 57 поени, 13 скока, 11 асистенции и 3 украдени топки. Покрај Весбрук уште четворици играчи во историјата оствариле трипл-дабл со најмалку 50 поени: Оскар Робертсон, Елџан Белор, Џејмс Харден и Вил Чемберлен. Претходниот рекорд го одржаа Чемберлен и Харден со по 53 поени. Плеймейкерот на Тандер го забележа 38-от трипл-дабл во сезоната и на 9 надпревари до крајот на регуларниот дел. Него му се потребни уште 3 трипл-дабл остварувања за да го изравни рекордот на легендарниот Оскар Робертсон од сезоната 61-62 и да стане првиот по Робертсон кој сезоната ја завршил со просечен трипл-дабл учинок. Во дербито на западот Сан Антонио загуби од Голден Стейт со 98-110. Голден Стейт ја забележа 9-та победа по ред. На табелата има 3 победи повеќе од Спарси и со голема веројатност ќе обезбеди првата позиција на западот пред стартот на плейофот. Warriors до победата ги предводеше Стеф Кари со 29 и Клеј Томсон со 23 поени, но клучен играч беше Девид Вес со 15 поени, 4 скока, 5 асистенции и 2 блокади. Кај Сан Антонио Ленард даде 18, Джинобили исто така 18 и Олдридж 17 поени. Джинобили против Голден Стейт го одигра 987-миот надпревар во регуларниот дел од сезоната и на клубската вечна листа се изравни со легендата Девид Робезон, а пред него се само Тони Паркер со 1136 и Тим Данкан со 1392 меча. На другите надпревари Клиперс Warriors 133-124, Шарлот Торонто 110-106, Мајами Њујорк 105-88, Бостон Милвоки 100-103, Атланта Филаделфија 99-92, Сакраменто Јута 82-112, Мемфис Индијана 110-95 и Њу Орлеанс Далас 121-118. За вечера во НБА лигата предвидени се 5 средби. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костевски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.